Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог и слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија, најубавото радио во боја, македонско радио кое на вистина во изминативе 2 години се потруди да ги обогати содржините во етерот и да даде една нова свежина во општествената, во граѓанската мисла на македонското општество. Се разбира дека тука сме како и секој понеделник во истиот термин 17 часот Концепт Соина. Јас сум доктор Иванка Додовска, автор и водител на емисијата и верувам дека ве наоѓам во добро расположение со нови свежи идеи за новата работна недела и дека повторно ќе имаме можност еден час да се дружиме и да споделуваме наши ставови, наши видувања, наши размислувања. Пред се би сакала на овој 1 февруари 2016 година да ве запрашаме и себе си, нели пред себе си едно прашање со кое што си го поставав еден извесен период, така да го споделам со вас во однос на тоа. Знаете, постојано нели зборуваме за тоа каде одиме, кој што се стремиме, која е нашата нитка, кој што не поврзува сите, каков е концептот на нашето граѓанство, што е целта која што сакаме да ја постигнеме, и многу други прашања кои што се поврзани со државотворниот систем, со прашањата од дневна политичка основа, како и со оние круцијални глобални прашања со кои сме оптеретени, кои што нели постојано не тера да бидеме загрижени. И оттаму денеска со моите студенти дискутирајќи некако се ми стана многу појасно и реков денеска во мојата емисија на самиот почеток првото нешто што ќе го сторам е ќе ја споделам ова работа, оваа идеја, ова сознание и со моите почитувани слушатели, а тоа е почитувани едноставно најголемата вистина која што можеме да најдеме во историјата, а тоа е дека сите либерално-демократски општества, значи западноевропските системи кои што всушност се обидуваме да ги интегрираме и повеќе од 2 декади, земјите од источниот блок, како и сите земји кои што произлегува по дисолуцијата од поранешната Југословенска федерација, сакаме да ги постигнеме нели тие стандарди, очекуваме дека ќе дојдеме до тоа ниво на општествено-политички и економски се разбира развој. Треба да разбереме една основна причина кога се грижиме и кога се судираме внатре во општеството. А тоа е почитувани историскиот доказ дека сите тие либерално-демократски општества на запад, како што е англиското, француското, германското и така натаму, сите тие во текот на развојните фази при креирањето на националните држави уште на почетокот на 19 век ги потресувале голем број на револуции, голем број на потреси, голем број на предизвици, голем број на разочарувања, преку кои декада по декада етапно дошле до нивото кое што го имаат денес. До ниво кое што дури нели ја направи реална идејата за едно наднационално обединување и едно сојузување, како што е концептот на Европската унија, која прерасна повеќе од една само економска унија и која и понатаму се стреми и не се откажува од предизвиците со кои што се соочува. Од таму Република Македонија и државите кои што значи не обкружуваат, како и сите оние кои што допрва го чекаат евроатлантските интеграции, треба да се свесни, како и граѓани, дека тој процес не оди преку ноќ, дека бебето преку ноќ не станува возрасен човек или возрасна жена и дека за секој циклус треба време, треба многу искушенија, треба многу искуства да се соберат како би можеле да еден ден да го постигнеме и ние сето тоа. Значи сиот тој предизвик стои пред нас и не треба воопшто да се разочаруваме, туку треба едноставно ми се чини да учиме од негативните искуства и преку истите да изнаоѓаме солуции, решенија во со една позитивна намера, во еден позитивен дух да придонесуваме за развојот на нашето плурално општество. Почитувани, се надевам дека
Не ве заморив премногу. Уште на самиот почеток имаме уште многу што да кажеме. Денеска мој почитуван соговорник ќе биде познатиот политички аналитичар и публицист и новинар, господинот Цветин Чилиманов, и се враќаме веднаш назад. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани мои, еве сме повторно назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Тука е и господинот Цветин Чилиманов. Цветин, добро вечер и ти благодарам што успеа покрај сите обврски што ги имаш да постасаш и да дојдеш и на Концепт со Ина. Добро вечер до слушателите, благодарам за поканата. Сите нас ние секогаш чест кога имаме можност да дискутираме со вас и навистина вашето секојдневно општествено политичко дејствување, вашите ставови, вашите анализи се не само издржани, туку имате и огромна публика која што ве следи и која што ги валоризира, ги вреднува вашите значи вашите ставови, како што веќе кажав, и се она што имате да го прикажете на јавноста. Навистина нема потреба посебно некако да ве представувам, мислам дека е само доволно името и презимето за да знаеме дека денеска не само што ќе имаме плодна дебата, туку и навистина некои работи навистина ќе станат појасни. Потоа би сакала да замолам, еве, да почнеме од крајот. Гледаме дека се случуваат голем број на пресврти, иако се потпиша договорот од пржено минатото лето, иако опозицијата се врати во парламентот, иако власта направи огромни отстапки во однос на тоа, нели, што прифати да влезат технички министри од редовите на опозицијата, како и, нели, круната на сите настани, која што ми се чини дека ни една опозиција до сега во Република Македонија не би имала храброст да направи таков чекор, а тоа е доблесноста кон потпишаниот договор и она што беше направено како усилба да се, да речеме, вразуми опозицијата и да почне да се врати во еден нормален колосек покрај сите оние лиферувања на нелегално прибавени телефонски разговори, целата онаа црна, да речам, енергија која што ја растурија помеѓу македонското граѓанство и нели, а тоа е секако, нели, оставката на премиерот или председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, назначувањето на техничкиот премиер. Оттаму гледаме дека и покрај сето тоа што власта го направи, опозицијата не најде за сходно да се придржува докрај до договореното и покрај другото дојдовме, нели, до на дебата која што го засегна всушност целиот медиумски простор, а се однесува на барањата кои што, нели, од страна на опозицијата, кои што сакат да стане, нели, закон во кој тие, нели, како борци за наводници на човекови права, за, нели, против диктатура и така натаму, всушност кога излеговте вие како здружение, покажавте и укажавте на голем број на недоследности и токму наспротивното до она што беше декларирано од страна на опозицијата. Па во интерес на моите слушатели би сакала да ни кажете што всушност бара опозицијата во законот и што е тоа што е спорно. Де факто опозицијата бара изговор за да не учествува на изборите, изговор да одложува што е можно повеќе. Они сметаат дека треба да се смени политичкиот модел во Македонија и иако, нели, там сам Васко Ефтов го опиша како Охридски рамковен договори за СДСМ, значи да бидат дел од владата иако никој не ги гласал, односно немаат поддршка во доволен број, нивните идеи се поразувани на избори и така натаму. Сега, тоа е реалната работа што ја бараат, а практично работата што ја бараат почна со еден скандалозен предлог на СДСМ и на Роберт Поповски, изнесен во тие разговори што се водат под покровителство на Ван Хојта, на ниво на експертски групи, кои што рече дека сакаат да го сменат составот на Агенцијата за медиуми, која што, нели, Совет за радиодифузија поранеше, не многу позната или досега значајна институција, која што не беше позната и значајна, бидејќи реално не се мешаше многу во работата на медиумите. Имаше релативно резервиран став и по мене тоа е добра, бидејќи што повеќе државно мешање во медиумите, уште полошо може да се направи ситуацијата. Доволно што сега имаме преамбициозни и колеги новинари и газди кои што имаат многу брзо добиваат наполеоновски комплекси, мислат дека може да поставуваат, рушат влади, законот не важи за нив и така натаму. Уште и бюрократ ни фали да биде како судија тука со свирчото да брка своји интереси. Значи, оваа агенција која што малку луѓе ја знаат дека постои воопшто во земјава и така треба да биде, според планот на СДСМ би станала секојдневна и се присутна во нашите животи, односно би имала право да регулира, да ги балансира вестите, така бараат СДСМ, односно да дели жолти и црвени картони, да казнува
парично до затворање на медиум за доколку медиумот не известува балансирано според оценката на оваа агенција. И тоа предлогот на СДСМ првичен беше тоа да ја води представник на опозицијата, значи Роберт Поповски, да речеме, или некој друг да биде директор на таа агенција, значи само они да може да ги менуваат и тој сам да може да носи одлуки без никакви други мешања од страна или не знам, укажување или така натаму. Едноставно, гледам, висте не ми се да паѓаат, евете 20, 50, 70.000 евра казна, вториот пат евете 150.000 евра казна, третиот пат да затварам. Ван Хојте настапи поинако, во таа насока настапува, но така, Божом, нели, стартната позиција на СДСМ Божом ми облажува. Он предлага директорот да не ги врши работи, но тие работи, но истите овие овластувања, да ги има советот на агенцијата и тука вели, нели, тој совет ќе биде составен од експерти, од независни, непристрасни луѓе, но кога ќе опрашаме кој ќе влезе во тој совет, вели па невладините организации. И сега тука се палат милион црвени светла, бидејќи јасно е дека во Македонија секоја чест на исклучоците, ама независни, непартиски, не исполитизирани невладени организации не постојат. Така да, и на инсистирање, нели, на медиумската фила од Ван Хојте да се каже дали оваа агенција ќе има мандат да казнува, тој начално вели не, но остава резерва дека ќе биде да. Значи, барањето на СДСМ, кое што вака страшно звучи кога Роберт Поповски го представува неговата изворна форма, се предлага да се протне на мала врата. И тоа е во моментов главниот проблем. Другите работи не се спорни, нели, некакво регулирање на МРТВ не е проблем. Не знам ни навистина друго што ве правеле во оваа дискусија, нели, рекламите владини, рекламите на невладините, на амбасадите, сето тоа може да се реши, но ова е главниот момент. Дали ние сме подготвени да воведеме една институција која што ќе биде цензор во државата? А кој е подлогата, значи врз база на кое темелење, на она што го кажувате дека постои нерегулираност на присуството на или неизбалансираност на присуството на политичките елити, врз база на нивната лична проценка, врз база на некакви статистики, анализи, врз база на што се повикуваат како би можеле да тврдат дека е тоа неопходно? Па, токму да, на нивна проценка дека не се доволно застапени, дека не им се допаѓаат медиуми. Мислам, ја тука во ред, јас сум согласен тука, ние немаме балансирани медиуми внатре во медиумот. Значи, ние имаме пристрасни медиуми, ама имаме понуда од повеќе медиуми кои што се различно пристрасни. Значи, можеш да гледаш една телевизија која не ти се допаѓа, можеш да гледаш друга телевизија која ќе ти изнесе сосема спротивни ставови. И тука, значи, ако сакаш да си избалансираш понудата на вести, може само да го промениш каналот. Значи, нема потреба да воведуваме цензор тука. Додека, нели, има тука еден момент во кој што СДСМ имаат исклучително лош, од медиумска гледна точка, исклучително лош лидер, што не знае да зборува, не може да се представи како што треба, не знае да настапува како што треба, прави грешки, прави лапсуси, заборава што кажал. Веројатно, нели, тоа е поврзано со тоа што фактите на тоа што го кажува не секогаш се конзистентни и баш реални. Но претпоставам дека имаат проблем дома кога ќе се врати во Бихачка, во Павел Шатевска, лидерот на опозицијата, кога ќе ги погледнат вестите, полесно им е да ме кажат шефете мрзат, него да кажат шефе не те бива. Да, тоа е тешкото соочување со реалноста, претпоставувам. Човечка природа, мислам, полтрони чисто пати се лепат околу таков вид на лидери. И претпоставам дека нив внатре се убедени дека не е до нив, него е до тоа што, не знам, медиумите имаат моќ да ги хипнотизираат граѓаните, што фактички не одговара на реалноста. Мислам, ние се сеќаваме малку, нели, таа генерација сме која што памти страшна медиумска блокада во полза на СДСМ против ВМРО во 90-тите, пред изборите 98 и ту 94-та да не збориме веќе. И ти тука, знаеш, кога народот решил некого да турне од власт, значи медиумите дури повеќе те провоцираше тоа што, не знам, МРТВ беше ориентирана против ВМРО во полза на СДСМ, уште повеќе те тера да гласаш. Значи, кога постојат општествена причина за да смениш некого од власт, тоа никаков медиум не може да те спречи ти тоа да го направиш. Во Македонија нема таква основа реално, и анкети покажуваат, и на митинзи се гледа, и во референдумот во центар тоа го покажува, разговори со луѓе на улица се гледа, но СДСМ
Си стојат на тоа, медиуми. Почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме веднаш назад. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани драги мои слушатели, вие сте на Концепт со Ина, денеска дискутираме со господинот Цветин Челиманов за една многу важна општествено тензична тема која што денове навистина доста актуелна. Имавме многу про и контра, но на крајот од денот некако работите излегува надвор од контекст, колку што мене ми е јасно ова се што ни кажувате. Во суштина борците за човекови права и против диктатура воведуваат ригорозни предлози со кои што сакаат на некој начин драстично да ги казнуваат медиумите доколку проценат или нивните придржувачи кои што би влегнале во рамките на една таква институција би биле во состојба да казнуваат и да уништуваат медиуми. И тоа малку се коси, ми се чини со она што е... Малку. Ете така, би сакала да бидам културна, да не употребам погруб збор, но невкусно некако излегува на крајот од денот. На што се должи, Цветен, целава ова дрскост, да речам? Навистина видовме и во континуитет гледаме еден куп антидржавни, нестратегиски, крајно неделотворни акции кои што ги превзема опозицијата и упорно, кога се затвара едно жариште, гледаме дека се отвара ново жариште, постојано влегуваат со некои чудни предлози, прикриени со големи славоспеви за демократија, за либерално општество, за развој на пазарна економија, на вистинска пазарна економија, ама никаков пример за тоа сериозен не добивме во животот, дека навистина е тоа така. И сега ме интересира во однос на целата таа шарада и улогата на Ван Хојте како посредувач, што во суштина сака посредувачот и кои се адутите со кои што се располага во овој момент, вака за нештата пак бих ќе повторам да станат појасни. Нема, Ван Хојте, освен прво да спомнам за примери дека никогаш не дала пример за нивната демократија. Вчера баш читав извештајот за претседателските избори 2004 година, што се фактички последните национални избори во кои што СДСМ победил. Де факто. Так. Извештајот ајде што вели дека на 20% од гласачките места се полнале кутиите, значи со митралези, со тепање, со се. Него, меѓу другото има, например, таму еден дел кај што се вели дека пред изборите ВМРО, како тогаш опозицијска партија, побарала премиерот Црвенковски тогаш да поднесе оставка од функцијата додека е кандидат за претседател. Да нема поклопување на една функција со друга злоупотреба, така натаму. Црвенковски не сакал не да слушна за тоа. Сакал сигурно да биде сигурен од една фотелја на друга, многу добро. Сега бидам фер, за медиумите не пишува дека ги злоупотребувале, ама тоа е затоа што луѓето немале намера воопшто иделе според на старо правило на Сталин, не е важно како гласаш, важно е кој ги брои гласовите, така да ги кршале кутиите и ги полнале кутиите на денот на гласање, потоа ако не ги наполниле доволно, при броењето се допишувале нули и бројки што им требаат. Така да медиумите немале потреба, барем според извештајот тогаш да ги чачкат. Не, ние реално имаме драматично подобрување на демократските услови у секој поглед, за организирање за избори, за плурализам, за контрола над власта и така натаму. Судството дури, значи, ова можеме да дебатираме дутре со било кој представник на опозицијата, рада би прифатила, ме ќе отиде цела емисија за тоа. Конкретно за медиумите, единствена работа на која што се обидуваат да одбранат како конкретен аргумент зошто би се вовело вакво цензорско тело во Македонија е говор на омраза во медиумите. Се тука мора да потенцираме дека ова е покриено со кривичен закон, значи има разни други алтернативи да се гони без да мора да се воведе вакво тело. Значи, јас би сакал да видам кривични пријави, би сакал да видам тужби за по овој повод и ми се случуваат, дури не, би сакал да ги видам почесто. Но имаме, например, ние ситуација кога Агенцијата за медиуми има право да контролира електронски медиуми, нема право да контролира Facebook, сајтови, така натаму. Значи, ние повторно мислам дека и да се воведе вака правило, ќе сватиме релативно брзо, дека тие луѓе кои што сакаат да ги таргетираат за ова, немаат телевизиските настапи се релативно исплакнати. Еве да речеме најчесто исполнувана емисијата на Миленко Неделковски, јас сум учествувал и тоа дури во моите настапи кај него дури свесно сум идел со цел да најдам моменти каде што
Имам искажена хейт спич, па да вратам. Проблемот е во тоа што емисиите се внимава во емисиите. Мислам, никој не е тука будал или наивен и да се изложува себе си или својот медиум на казни. А ти може да бараш Facebook постои, може да бараш Twitter коментари какви сакаш ке недаш. Од кого сакаш, значи не е само еден човек, тука илјадници луѓе секој ден секакви глупости пишуваат. Ама не можете да го регулирате тоа, барем. Ние сме тогаш па еве да изгасим интернет ако е така. Значи дури овој аргумент што го наведуваат како говор на омраза е релативно прилично слаб, а реалната причина не да се казнува за говор на омраза, туку да се бараат да се лепат казни за неизбалансирано известување. Јас сум во Македонската асоциација на новинари, ние покренавме иницијатива за кодекс за однесување и еве веќе гледаме дека и медиумската асоциација, значи која што ги обединува 5 најголеми телевизии, тие веќе почнаа да применуваат своји правила на однесување, така да можеме да видиме изминативе денови дека вестите на Сител телевизија на пример имаат навистина солиден соодветна застапеност на коментатори кои што се ПРО-СДСМ. Така да и тоа јас очекувам дека до април ќе се прави се повеќе и повеќе со цел да се покаже дека ние можеме да си ги избалансираме медиумите без да се воведе еден ваков инструмент со кој што стварно ќе нарушиме демократската слика во Македонија. Добро, еве апропо на што го кажав во самиот вовед, потребата од да се драматизираат работите, некогаш има и навистина работи за кои што човек треба да драматизира. Но најчесто македонското општество страда од погрешни насочувања. Така видовме и минатата година колку месеци ни требаше за да луѓето меѓусебно се разберат и застанат на нозе од сите оние шокови кои што им беа приредени при оние бомбастични, на крајот навистина исплакнати во суштина кога земете да ги анализирате подлабоко од повеќе аспекти. Но кај обичниот, кај нормалниот граѓанин кој што не се занимава со политика, не ги знае сите вештини на тргувањето со политичките души, кои што навистина живее за екзистенција, се бори за со нормални потреби, сето тоа на момент навистина може да предизвика голем шок и голема недоверба која што беше направена од страна на опозицијата и тоа беше буквално правено или ферувано преку медиуми. Нормално, ние медиумите еднаш предизвикавме војна во оваа држава, тоа никој не сме да го заборави. Значи тоа без поговор, без никакво критичко обсервирање, ние ги прифативме ставовите на опозицијата 2000-2001 година дека власта прислушкувала, власта снимала, почнавме хајка која што кулминираше подоцна со грабнувањето на неколку македонски граничари на границата со Косово и на крај набрзо се доведовме во ситуација киднапирање новинари, запаливо известување до војна и до медиумски повици за подлоба на државата, така да ние навистина еднаш веќе направивме неверојатна белја во оваа држава. Значи граѓаните тоа го знаат и ја не верувам дека никој не го простил или го заборавил. Апсолутно. И со полно право. Јас можам да замислам како луѓе се чувствуваат кога ги гледат истите тие ликови од 2001, како излегуваат сега на телевизија и викаат пак имаме сега некои снимки, пак меѓуетничката ситуација треба да ќе се потресе, знаете што имаме сега за Смилковско езеро. Значи граѓаните со полно право имаат да не шутираат по улица и да бараат да престане ова лудило, така да точно така. Среќа што општеството е созреано, тогаш не дека сме нешто попаметни, него имаме горко крваво платено искуство, така да нема да успееме повтор пат да колегите новинари кои што сакаат повтор пат да ја запалат ситуацијата, нема да успеат. Дури пред некој ден на разговор со еден колега кој што повеќе од опозицијската страна, викаме, па можеби не знам да ни дадат на сите нас што луѓе што подгреваат и подпалуваат атмосфера, па наша ама да се тргнеме од медиумскава сцена, да не правиме. Подобре ти пари на трни се, да не живее си нормално и не прави белја. Цветен, јас ќе те поканам да направиме уште една кратка пауза за реклами и да слушнеме една убава музичка номера и повторно се враќаме, почитувани слушатели, останете со нас. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве не повтор
повторно назад, почитувани слушатели. Вие сте на Концепт Суина и како и секој понеделник навистина со исклучителен соговорник би можела да речам така, да се изразам. Така, јас се извинувам, сите знам обично дека обично така на луѓе кои што не премногу значи им се познаваат едни со други, некогаш така формалните славоспеви одат, но јас навистина си ги ценам и моите соговорници и како драги колеги, како пријатели и навистина го ценам вашиот став и ми значи тоа што ќе го кажете во Концепт Суина, бидејќи знам дека моите слушатели ќе го послушаат она што го изложувате и кога ќе ја слушаат и нели страната, значи како што опозицијската страна и она што тие го тврдат, би можеле да имаат почист преглед на тоа што е навистина логично и реално, а што не е. Бидејќи веќе говоревме, македонските граѓани си имаат своји потреби, своји цели, своји проблеми. Се разбира дека она што се однесува на политиката и на општеството им се препушта на елитите, му се препушта на цивилниот сектор, на предсен и на медиумите, и тука нели вие играте како протагонисти во медиумскиот простор, играте голема улога во тоа каков свет креираме и како нели ќе ги расчистуваме дилемите и прашањата пред кои што да станува македонското општество. Неминовно, апропо се ова што досега го говоревме, би сакала да ве запрашам за уште една работа што мене лично како човек ме засега. Видовме дека противењето на опозицијата и се она што го правеше изминатата година доведе до тоа повторно да имаме странска интервенција или странски медиатори и нели тоа се круниса со Пржинскиот договор и со законите кои уследија како резултат на Пржинскиот договор. Исто така гледаме дека и во континуитет и понатаму улогата на некои амбасади во државата, како и на одредени представници од Европска унија, кои ги споменавме веќе, имаат одредено нели влијание во целиот процес и не сме самостојни и автономни, ако ги имаме институциите на системот, имаме и парламент, имаме извршна власт, имаме и нели форуми каде што може да се застане, да се дебатира за да се направат концептите и да се продолжи понатаму. Гледаме дека учеството на странскиот фактор е се уште многу силно присутно. Па би сакала вака да го чуеме вашето искрено мислење во врска со сето тоа и кои се вашите искуства на некој начин? Па, дефинитивно дека нели СДСМ тоа беше единствената силна точка, да речеме, во политиката во Македонија, ако ВМРО може да се подпре на широката партиска база, на резултати во економијата што се предсезначени за избори, националните прашања кои што исто така нели ако ги прашате граѓаните на кои што им се значајни националните прашања, многу повисок процент ќе секако ќе го одберат ВМРО отколку СДСМ. Силната страна на СДСМ секогаш била поддршката од меѓународната, како што ја викаме. Интересно е што гледаме дека веројатно навистина ги струшија резервите кредибилитет кај меѓународната, бидејќи како е утре, не знам дали се уште стои закажан тој протест на СДСМ против еврокомесарот Јоханес Хан за утрешниот ден, кога погрешно мисла дека доаѓа, сиромашките мисла дека Хан доаѓа на 2 февруари во Македонија, лошо го разбрала, па му организира и протест против него. Видовме дека нели и во Соединетите Американски држави има повеќе политички крила, има многу политички крила, не во поглед на Македонија веќе се дефинираат повеќе, не само една. И во Европската унија се повеќе крила, не е само едно. И тоа мислам добро, бидејќи јас сметам дека лошо доколку во Македонија само едната политичка страна, да речеме, само СДСМ и само албанските партии работат со странци, додека нели ВМРО си брка работи во економијата, си брка нели домашна политика, така натаму, но со странците има некоја, со амбасадите има некоја застудени односи, не сидат на приеми на коктели, значи вие навистина може да се случи на коктел да видите еден представник на ВМРО, а 10 представници на СДСМ и на албанските партии. Добре, ако тоа почне да се минува, мислам дека се минува. И нели, маката не натерена тоа, мислам не толку ни политичката криза домашна, колку светската криза гледаме и економска, во моментов и бегалската. Така да добре, ќе биде долгорочни да СДСМ, ако се ослободат од таа представа дека тие се практично тука не се македонска партија, туку се застапници на странскиот фактор во Република Македонија. Гледам дека некој од нив од Шекеринска надоле многу има пријатна таа позиција, но за нив како партија е штетна. Значи пред се, нели, треба граѓаните да ги гласаат, а не амбасадорите.
Во конкретниот случај поставеноста на амбасадорите кон законот за медиум исто така не е унифицирана, не е единствена. Разни работи ка слушнато од амбасадори кои што сметаат дека треба, како што баре СДСМ, да имаме регулаторно тело кое што ќе решава колку минути треба да се посветат на ВМРО, колку на СДСМ, колку на која албанска партија. До други кои што велат дека настапуваат либерално, дека сметаат дека не треба да има вакво регулаторно, односно телото кое што веќе постои не треба да има вакви овластувања, но дали имаат, не знам, не би рекла задни намери, не, со самото тоа што не го осудуваат предлогот на СДСМ, кој што реално е за осуда, оставаат простор нели тоа тело да се пополни со божам независни експерти од невладините, а тоа повторно ќе бидат невладени на Сорос, на Владе Милчин, невладени кои што соработуваат со нив. Значи, дури ако изрично не осудуваат оваа идеја, и велат дека не би требало да се прави, но оставаат простор тоа во реалноста да се случи, во праксата да се случи. Има, например, еден од примерите што се спомнува, постои регулаторно тело во Британија, кое што, да речеме, Руперт Мардок, компанијата на Руперт Мардок, која што ги има Fox News во Америка, каде што е единствена, да речеме, конзервативна телевизија наспроти 4-5 кои што се прилично лево ориентирани. Мардок има телевизија и во Британија, има и весници во Британија. Весниците во Британија му се исклучително идеолошки профилирани, значи нема тука баланс. Се разбира, постојат тука левичарски весници, Guardian, Independent, се борат со Sun, со Телеграф. Но, да речеме, Британија има регулаторно тело кое што вели дека телевизиите се поинакви од весниците и треба да бидат непартиски, избалансирани. И тоа вака убаво звучи во теорија. Британија има стотици години демократска традиција, може би функционира подобро во пракса, но проблемот е во тоа што и ова регулаторно тело е преполно со партиски функционери. Така да Камерон кога бил биран кога беше првпат избран за премиер, едно од неговите предлоги беше дека ќе го растури ова тело затоа што е преполно со лабористички представници. Наместо да го укина или растури, решава да иде поинаку, така да сега имате обвину после колку се веќе 5 години од неговата власт, има обвинување од лабористите дека конзервативците на Камерон го наполниле ова тело со нивни поддржувачи. Па ги вадат од кога биле кандидати, кога биле членови на конзервативната партија. Ако тоа во Британија вака функционира со проблеми, замислете во Македонија што. Точно така. Ќе биде циркус. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, еве доаѓаме полека до крајот и на вистина многу работи кои што не ми беа и на мене лично јасни цветени, сега морам да ти кажам дека вака ми се расчистија барем во однос на тоа на кому му треба диктатурата. Може би диктатурата на пролетаријатот така повторно да воскресне. Јас искрено не сум голем заговорник на тој тип на диктатури, но времето е добар показател, дека нели работите се расчистуваат и дека ликовите се обезличуваат, она што мирисало ќе се покаже каде на кое место стоело и така натаму, така што човек треба да има трпение и да можеби да не носи веднашка пребрзи заклучоци со што би се довел во себе си во ситуација да направи грешка. На самиот крај од нашиот разговор би сакала уште неколку така подпрашања да поставам во однос на твоето видување за одредени работи кои што мислам дека вака ние граѓаните сите си ги поставуваме катадневно. Но прво би започнала со тоа. Ја споменавме улогата на еврокомесарот Јоханес Хан. Видовме дека нели тој беше доста агилен во однос на пацифизирање на целата политичка криза. Минатата година е константно загрижен и има комуникација со македонските политички елити, сака да и помогне на Македонија. Не видовме негативен импут од него до сега. Мислам дека тој со почит и со респект, значи се пристапи кон македонското општество и кон македонската држава. Оттаму должиме објаснение во однос на тоа како е возможно набарање на опозицијата да биде вклучена Европската комисија и еврокомесарот Хан директно да биде инволвиран во целиот процес за справување со политичката внатрешна криза, но
кога нам не ни одговарат, тоест на опозицијата, кога некои работи не ја одговарат или сака да ги пренебегне, а не може да се служи со коруптивни инструменти, како што се подплаќање, веројатно уцени, закани и така натаму на начинот на кој што тие се однесуваат, тогаш се дрзнуваат, како што споменавме и малку порано, и да организираат протести против истиот еврокомесар, да сведуваат битката на лично ниво, а истовремено мислам дека не сваќаат дека всушност Хан е само лицето на една, значи, на Европската унија, кој што тука не ги представува само своите лични ставови, туку и на целата негова институција. Како гледаш на цело ова? Тоа е ситуација портпарол на МВР, именуван од Оливер Спасовски, техничкиот министер, со какви изрази да му се обраќа на комесарот Хан на Фейсбук, мислам, тоа нема шанса да ги повторам тука во етераме, тоа беше страшно, тоа беше незамисливо. Точно така. Од МВР портпарол, значи институција што треба да обезбедува утре, да се грижи за безбедноста на мисијата на Европската унија тука. Мислам, дури ја мина најавот комесарот Хан во ред, луѓе, сваќаме дека предолго време ве кочиме со евроинтеграциите, буквално нема признавање на вина од страна на Европската комисија во однос на Македонија. Вели, завршете оваа работа, направете избори, и тој речено каже еднаш во Вашингтон, имаше една изјава поради која што прв пат падна во несвест СДСМ, дека минатите избори биле регуларни. Што е точно. Точно. Тоа го кажувавме цело време. Немаше ни една, немаше сериозни забелешки. Јасно. И СДСМ тука со часови ја чекаа да видат изјавата, не им се веруваше дека такво нешто кажал. Значи тие навистина во своите глави веруваат дека во тоа што го тврдат. Пораката од Хане, завршете ги изборите, баталете веќе оваа политичка криза, кој победи, нели? Не се мешаме во тоа. И ќе настапиме со многу појаки карти пред Европскиот совет. Утре, можеби, не знам, и пред самитот на НАТО, и сега Ахмети добива некакви информации и ги изнесува во јавноста, дека и тука можеби може некаков напредок. И сега СДСМ, кој што со години инсистира дека Македонија не може да чека за ЕУ, не може да чека на НАТО, дека, не знам, ВМРО виновно што чекаме на интеграциите, не Грција, и сега се нуди реално шанса да настапиме во Брисел единствени со избори кои што ќе ги признаат и СДСМ и ВМРО, со спроведени реформи кои што ги наведе Прибе и така натаму. СДСМ вика тука не чекајте, ние на МРТВ не се свиѓа како функционира, ние мора МРТВ да правиме, после ќе МРТВ 60 години партиска телевизија, 70, не знам. Како сега мислите вие до април да ја смените МРТВ, господе? Невозможно. И да пропуштиме сега ние сите, оваа држава е на шанса на сите што ни се пружа, затоа што СДСМ ќе изгубат нови избори катастрофално, мислам, дури еве некои најави има нови дека ќе биде дури полошо отколку 2014 година, и токму поради оваа политика. Значи си прават штета со што пред граѓаните не кријат дека што полошо за државата, сметаат дека е подобро за нив. Во исто време праќаат сигнал до своето членство дека ќе изгубат на избори како на касапана, ги деморализираат и тие што можеби им се наклонети и што сега би требало да идат по станови, по куки, да тропаат на врата, да викаат абе луѓе, зајав гласете го. Значи како да идеш ти да го правиш тоа, да се изложиш на таква ситуација кога твојот лидер вика ќе ну тепат, ќе ме згазат, мора да одложиме да бегаме од избори. Значи неверојатна ситуација и сега Хан им е крив, медиумите им се криви, се некој други ме крив, освен Бајден, не дојдовме на ситуацијата дека ВМРО имаат подплатано од Вашингтон до Брисел преку Пекинг, па да се вратиме преку Ерусалим до Скопје, мислам, таа долга е раката на ВМРО и прилично леплива изгледа. Навистина. Знаеш како Цвети, знаете, јас никогаш не можам да се изначудам на таквиот тип на конструкции, но од друга страна можам да ги разберам. Ако се сеќавате, во време на Социјалдемократскиот сојуз, еден министер за внатрешни работи од Министерската канцеларија нарачуваше основање на независни дневни новини. Така. Така беше? Јасно. Исто така, знаеме како завршија, во какви дупки заврши една бројна плејада на македонски новинарски пера, само поради тоа што не се приклонија на нивниот режим на владење, или затоа што беа доволно доблесни да се спротистават на тоа што очигледно беше корумпирано или не беше антидржавно и така натаму. Еден од посебните примери кои јас и како помлада
посебно ми имаше оставено впечаток беше значи актот на напуштање на сојузот или на пријателството помеѓу Црвенковски и Мирка Велиновска, токму поради нели сознанието кај господјата Мирка дека на вистина Бранко Црвенковски си игра не само со државата, туку апсолутно нема никакво национално чувство, она што е неопходно како би можело да кој да биде вистински лидер и да биде вистински протагонист на нацијата и некој на вистина да се огледа во него. Оти можете секоја крпа од секој село да донесете, да нашминкате, да дотерате, да научите да говори, да ја напукате со 15-20 белетристички дела и уште 5-6 истории и да ја пуштите во етер и да ја кажете дека е голем лидер. Но во суштина тоа треба да извире и внатре од самата персона и тоа концепција и сето тоа што ја поврзува целата таа нитка треба да значи нешто. Затоа имавме неколку примери на тешки политички пропалитети и разочарувања. Значи зборувам на хоризонтот кој што беа на ниво на божества воздигнати, воспевани. И мислам дека во сега од овој агол кога ќе ги гледаме работите на вистина постојат голем број на разлики кои што нели и следствено од сето тоа нели како искуство нели војки во третата декада од независноста можеме да ги земеме како примери, не можеме да дозволиме да бидеме наивни. Предпоставувам и заради тоа и вие се борите како здружение. Да, немам што да додадам на вистина тука. Дефинитивно имаме криза на идеолошка матрица на една елита која што има изгубена својата поента на функционирање, немаат реформи што би сакале да ги спроведат, неволни беа од прв ден во проектот Независна Република Македонија да се борат за нејзино етаблирање тука на Балканот и во светот и на вистина треба да се најдат својата цел, својата мисија и не знам, може би и доцна, може би и предоцна за нив како партија. Ке видиме, имаме интересен период пред нас. Навистина, Цветин, ти благодарам уште еднаш за учеството во Концепт Соина. Многу ми е мило што најде време денеска и што дојде. И ти посакувам и понатаму да бидеш толку активен и да бидеш дел од нашето радио, од емисиите кои што ги работиме и навистина нештата да ги направиме да бидат и почисти, и појасни, македонските граѓани, нашите слушатели навистина да имаат опција да може да прават разлика и да може да проценат и да ги носат своите ставови врз една транспарентна основа, онака како што работиш и действуваш и ти. Уште еднаш многу благодарам. Благодарам за поканата. Почитувани слушатели, слушавте Концепт Соина. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата, значи како што веќе кажав, Концепт Соина. Денеска е 1 февруари 2016 година. Часот е 17 и речиси 57 минути. Продукција Радио Слободна Македонија. Ви посакувам многу здравје, среќа, многу радосни моменти во текот на нареднава работна недела. Имајте пријатни мигови со вашите семејства и сакајте Република Македонија. До слушање. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог и слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.